Добар ден. Уште кога беа правени плановите, а тоа е пред повеќе години, како да се оправи Вардар, како да се оживее Вардар, како да стане функционален, да стане регуларен, финансиски, организационо, стручно, кадровски, играчки, резултатски. Една од задачите кои си беа поставени во целиот тој систем за да профункционира беше и да Вардар, како сите големи клубови од големата петорка на лиги во Европа, како Челси, како Реал, како Милан, како кој сакате, да има и своја телевизија. Во текот на есента, 24-та есен и зимските месеци 24-та година, документацијски, организационо и со опрема го стартувавме тој проект. Бараше време, бараше платформи каде тоа да се стави, бара многу работа околу сето тоа, бара сериозна опрема, да не е тоа аматерски снимање со телефонче, па секој може да биде сега преку телефонот да биде медиум, него да биде сериозен медиум, да биде стварно телевизија. И во текот на есента и зимото 24-та почнавме и пробно да емитуваме веднаш после Нова година и сериозно да го емитуваме тоа и сега сме дојдени веќе во финалната фаза. Сега имаме телевизија која функционира, која може да ја гледате на нашата веб страна, може да ја гледате на поголемиот дел од IP телевизиите, IP TV во Македонија, а си дадовме задача да пополниме уште малку програма и веќе сме договорени да се представиме и да си имаме, да сме присутни и на некои од кабелските оператори во Македонија. Зошто ова го прави клубот? ФК Вардар, односно акционерското друштво Фудбалски клуб Вардар, е со години оштетуван и во моментот се оштетува од страна на медиумите во Македонија. Без разлика дали се онака класични медиуми, како што се весници, ако тоа веќе го нема, или мејнстрим телевизии, кои најголемиот дел немаат спортски редакции, без разлика дали е тоа од разни емисии во тие телевизии или од портали, подкасти и така натаму, Вардар постојано е оштетуван, медиумски, информацијски, постојано. Веста за медиумите од Вардар е ако има проблем, ако има инцидент, ако има некоја негативна атракција, ако има афера, тогаш е тоа атрактивно за медиумите. Од ФК Вардар. Меѓутоа, ако има успех, ако има достигнување, ако има стабилизирање, ако има средување, ако има консолидација, тогаш тоа не е. За медиумите тоа не е атрактивно. Атрактивно е само ако Вардар има проблем. Сега, Вардар нема пристап, не плаќа и не потплаќа портали. Нема телевизија како што има Силекс со Сител. Нема силна телевизија како што е Телма. Ги нема најгледаните телевизии како што е Алфа или Канал 5 или дури 24. Ништо од тоа нема и затоа Вардар си направи своја телевизија. За да може на својата фреквенција, на својот канал, на својот стрим, да се пожали, да се пофали, да награди, да искритикува, да изанализира, да соопшти. Сето тоа што не може да го прави
најголемиот спортски бренд во Македонија низ сега постоечките медиуми. Сега постоечките медиуми се едноставно во најголема мерка навртени против фудбалскиот клуб и против се што значи тој фудбалски клуб. Сите други се глорифицирани, веројатно е тоа некоја игра, некоја сума од некого некаде и така натаму. Кај Вардар не е случај. Вардар, ФК Вардар, АДФК Вардар не бара да биде промовиран, фаворизиран, фален и кога не треба, заташкуван кога има афера и така натаму, меѓутоа бара реалност и таа реалност не ја добива и токму затоа го правиме ние овој канал. Сега, за да може да каналот има, наша телевизија Вардар, има материјали од текот на сезоната што имало тренинзи, голови од надпревари, изјави после надпревари, изјави пред надпревари. Правиме една серија од мали омажи, би рекол, мали емисиички, мали представи на фудбалери и тренери кои играле во Вардар низ годините, низ децениите. За сега имаме едно такви 20, може би поише, фудбалери кои ги слимивме, па доаѓа со слика, јас сум бил вамо, играв тогаш, бев тренер вамо, бев тренер тамо и така натаму. Тогаш кога игравме, ово е составот, тоа е составот, така една, да оставиме една мала архива, мал придонес кон историјата на ова голема држава која се вика Република Македонија, придонесот кој ги дале спортистите, фудбалерите и тренерите на фудбалскиот клуб Вардар и самиот фудбалски клуб Вардар низ годините. Клуб чии сме сите ние чеда. Значи, Вардар е формиран 47-ма од тогашниот, како и да се викал, Социјалистички сојуз, значи, од граѓаните и ние сме сите Вардарови, значи, сите тренери, целата историја, сите трофеи, сите успеси, сите неуспеси, навивачки групи, почесни председатели, сите сме ние, не може Вардар да е наш, ние сме Вардарови. Он не поседува, он е постариот. Он е првичниот зачеток, Никулец. Ние, меѓу другото, затоа што немаме начин, ниту на крајот на криштата некого молиме, ниту некого бараме, немаме начин да си ја презентираме нашата вистина, ние затоа ќе ја користиме оваа телевизија да ја направиме вистината за Вардар. За жал, медиумите, кога е во прашање Вардар, веќе реков дека сакаат афера, сакаат атракција, сакаат и, што е апсолутно непрофесионално, апсолутно неновинарски, цитираат извори кои се непостоечки. Знаете, кој ќе речат граѓаните бараат, примерно. Граѓаните во Македонија има 2000 граѓани. Ако бараат 100, не значи дека бараат и другите 1.900.000 и тамо. Или бараат, не знам, земјоделците. Кои земјоделци, кои, така натаму. Тоа е премногу генерализирано. И со такви генерализирани имиња, например, што знам, бараат, што знам, чкембари, шверцери, комити, ова, тоа е премногу генерализирано. Тоа не е субјект, формален субјект, со име, презиме, адреса, наслов, функција, што треба да ја обавува во смисол како е заведен во централен регистар тој субјект и така. И тоа е
Така, кажал некој. Вардар е субјект регистриран. Вардар е акционерско друштво. Вардар има свој број, има своја регистрација во Централен регистар, има свој статут, значи е институција. Навистина приватна, бидејќи акционерско друштво, меѓутоа е институција, као што е МАК Петрол, као што е Македонија Турист, као што е Европа Пивара, Комерцијална банка, било кој. Тоа е и Вардар. Сега, Вардар преку својата телевизија ќе ја кажува вистината. Официјалната вистина. Она што ќе го чуете овдека, тоа е официјалниот став на фудбалски клуб Вардар. Тоа е официјалниот став на управата, тоа е официјалниот став на стручниот штаб. Тоа е вистината од клубот. Спротивно од тоа, доколку има било какво повикување на некој кажал овој, тој барал, оној рекол тој, тоа е неформално, тоа е чамче муабет, тоа е муабет од пред гранапче, од пред само послуга. Ова овде е официјален. Јас се решив лично да го искористам своето 45 годишно искуство од работење на електронски медиум, значи на телевизија. Нешто малку работев на почетокот и на радио, година и пол-две. Се решив преку едно представување, еден видеозапис, видеоаудио запис, кој гледате у насловот ќе се вика Миленко говори, да еднаш неделно, неколку пати неделно, еднаш во 2 недели, односно зависно како има тема и потреба, да ви се обраќам директно. Идејата не е оригинална, меѓутоа првата таква идеја е всушност на американскиот председател Рузвелт, кој доаѓа на чело на државата во деновите на најголемата депресија во Америка, а после таа депресија па почнува и Втора светска војна и усето тоа Рузвелт ја води државата во моменти кога нема телевизија, нема телефони, нема интернет, нема ништо, има само весници. Тој се решава еднаш неделно преку радио да се обрати на нацијата, на американците, на цела Америка, од Пацификот до Атлантикот, од канадската граница до Мексичкиот залив. И практично од ова што гледаме како историски записи, он успеал да влезе во секој дом во Америка со својата вистина. До ниво да ги натера во таа огромна депресија, кога сите ги ваделе парите од банките и пропаѓаат банките во Америка, да ги натера да си ги вратат од перница штедните влогови. Сега тоа е американски тогаш проблем кој он успеа да го решава, меѓутоа го решава преку влегување со својата вистина во секој дом, преку тогаш најелектронското средство, а тоа е радио. Јас сега немам ни капацитет, ни визија, ни сила да се споредувам со еден таков голем, огромен лик, каков што е Рузвелт. Но ќе окористам тој систем да може вистината од Вардар да стигне до оние што сакаат да ја чујат. Оние што не ќе да ја чујат или оние што е онака се непријателски расположени, без разлика дали е тоа навивачки групи, дали се тоа друга конфесија, друга националност, така натаму и така натаму. Тоа е веќе тамо е џабе трудот. Меѓутоа, вистината да стигне до секој оној кој сака да ја чуе. Дали е тоа пофалба, дали е тоа критика, дали е тоа да се пожали човек, дали да изанализира, дали да соопшти, дали да каже нешто, дали да објави, без разлика ќе биде така кажано. Така да може да очекувате, ја тоа
ќе го споделувам и на неколку мои Facebook профили, бидејќи тие Facebook профили ги следат 30.000 луѓе. Ќе споделува и на мојот приватен YouTube канал Миленко Нелковски шоу, каде што има над 22.000 сабскрајбери и така натаму, за да може што е можно повеќе луѓе да видат. Миленко говори, ќе говори за фудбал, најмногу за Вардар, меѓутоа и за работи кои се поврзани со фудбал од надпреварувачки аспект или од социолошки аспект, социјален аспект, без разлика од историски аспект. И така да практично ќе се обидам да влезам до добронамерниците со информација која не може да ја добијат од медиумите, најразличните типови медиуми што постојат во Република Македонија. Толку од мене за денес, од утре натаму. Очекувајте да има јавувања каде што ќе си ги кажувам своите ставови, ќе ги кажувам ставовите на клубот и ќе кажувам вистината која доаѓа од клубот, односно од акционерското друштво Фудбалски клуб Вардар Скопје. Пријатно.